1 мај, празникот на трудот, продолжуваат континуираните секојдневни протести во организација на Работничката партија, независните синдикати и севкупната работничка класа, организирани после доставувањето на неколку барања од страна на Работничката партија до владата, а кои што не беа реализирани, и тоа беше причина за организирање на овие секојдневни континуирани протести во контекст на предизвикување вонредни парламентарни избори и конечно заминување од власт на ова троглава велепредавничка ламја составена од СДС, ДУИ и ВМРО ДПМН. Ќе прочитам некои од барањата што беа доставени до владата, а и кои што се причина за овие континуирани избори. Прво барање: измени и дополнување на Законот за избори со прецизирање на изборната постапка, отисок од палецот на гласачот, гласање со физичка промена на ливчето за гласање, со перфорирање, со откинување на дел кој останува кај гласачот, скенирање на ливчето пред уфрлање во гласачката кутија, броење и контрола на извршеното гласање да биде извршено под видеонадзор и да биде трајно снимено, документирано. Второ барање: стоп за сите разговори и преговори со било кого, било кое идентитетско, историско, културолошко прашање. Стоп за продажба на државното националното земјиште. Стоп за продажба на продажба на концесиите на рудните национални богатства, руди, вода, слични суровини. Стоп за продажба на фирмите и стратешките индустријски капацитети од национален интерес. Стоп за продажбата, приватизацијата на македонските железници и нивна итна модернизација. Стоп за продажбата, приватизацијата на националниот сервис за информирање Македонската радиотелевизија. Забрана на партиите што извршиле велепредавство